Ние ги следиме, јас најавив дека засилено ќе следиме обврската за пријавување на имотот и интересите. Почнавме со градоначалниците, бидејќи беа, да речам, тогаш локалните избори, јас кога станав председател, веднаш направивме проверка, констатиравме дека 35 поранешни, 19 нови градоначалници не поднели изјави, за сите тие изрековме соодветни прекршачни платни налози. Дополнително, сега се во фаза на проверка, мислам дека деновиве ќе излеземе со бројка на советници на општини кои што не ја исполниле законската обврска. Исто така ги проверувавме и судиите и обвинителите. Кај судиите и обвинителите е единствен проблем е што ние од 2024 година имаме нова база, односно електронско решение за пријавување, а поголемиот дел од нив имаат поднесено со стариот систем. А законот од 2019 не предвидува прекршачна санкција доколку не поднесат по новиот систем, но вложуваме напори со поддршка на судскиот совет, а и со советот за јавни обвинители ќе стапиме во контакт сите суди и обвинители да имаат поднесено изјава согласно новиот софтвер, која што изјава е поопширна, подетална од претходната. Инаку не најголемиот број, сите, да речем, скоро сите суди и обвинители имаат пријавено имотна состојба. Еве,